Над 20.000 домашни работници во Македонија не се доволно заштитени според Законот за безбедност и здравје при работа, и нивната работа не е доволно прецизирана во Законот за работни односи. Тие воопшто не се евидентирани во системот и влегуваат во делот на така наречената сива економија. Немаат никаква заштита во однос на пензиско и инвалидско осигурување. Нејату се иноскиот прилеп се 6-члено семејство. Никој не бил вработен. Од 2009 година работи со машина за сечење на дрва, но и други домашни активности каде ќе биде повикан. Вели дека овој начин на живот бил премногу тежок. Работиме денес за утре. Ако најме работа, ќе има денеска да купиме да пазариме дома јадење за децата. А ако не, нема. Еден ден работиме, 3 дена, 4 нема работа. Кај да ојме и сами не знаеме. На сите страни растрчани сме. Не само пример со машине во што да работиме и тоа ако има за сечење, ќе одиме. Ако дој некој да не викне, окей, ако не, нема. Останати сме едноставно забораени од страна на државата. А се ветуваше брда и долини, живот во Прилеп, живот во Македонија. За жал, тоа го нема нигде. Живееле во страшна сиромаштија, со извршители кои секој ден им тропаат на врата. Не можел повеќе да го издржи притисокот на секојдневните проблеми. Тешко ли е вака да се преживува? Премногу е тешко. Ние немаме пример дома ни леп да купиме за да јадиме. А па камоли да плаќаме струја и вода, ѓубрина и не знам некој други ред работи. И од друга страна имаме заостанати долгови за 1000-2000 денари и извршител ти пуштат 20-30 бара. Кај ќе му ги најдеш тие пари на тој извршител? Се плаши дека ако продолжи вака нема да успее да добие ниту пензија. Се надева дека државата ќе најде начин за домашните работници како него да ги внесе и нив во системот. Многу убаво би било за сите нас. Нарочно за ние као што сме приватен сектор. Тоа ќе биде добродојдено, а иначе тешко. Ене, чичко ми цел живот лупаше, работеше како мајстор. И на крајо нема ни пензија, ништо. Едно социјално му дават од 1500 денари и тоа е се. А со 1500 денари ти не можеш да поминеш цел месец. Неговата судбина ја делат голем број луѓе во Прилеп. Некои не сакаат јавно да се знае дека чуваат стари лица или дека аргатат по полето. Една од нив е и оваа жена, чиј идентитет ќе го заштитиме. Па јас речиси 8 години се занимавам со помагање на стари лица, готвење, гледање, чистење, сето тоа му помагам. Тоа е, прибидејќи немав пари, немав финанси, мораше да се одлучам на тоа. Друга работа немате? Друга работа немам. Немам ништо друга работа, само чувам стари лица, чистам покујчи, одам и на тутун, како аргат. Значи морам да се за опстанок. Мора пари да се изводнете. Регуларна работа со осигурување нема? Немам. Немам ништо, имав 16 години стаж имам. И оваа прилепчанка се согласува дека домашните работници треба да почнат да бидат осигурувани и внесени во системот. Значи, че си имам и стаж, за да имам некогаш пензија. Старост иди, мора, лекарства ни треба како пред. За регулирање на домашните работници се застапуваат и од Сдруженијето за заштита на жените Китка од Прилеп, кои работеле на сличен проект за помагање и чување на стари изнемоштени лица, насловен како Насмевка на надежта, финансиран од владата, а бил предложен од нивна страна кога биле така наречените денови на идеи. Но не успеале да се изборат истиот проект да продолжи и тие жени кои што биле вклучени во него да бидат осигурени. Има полно невработени. Невработени има цепа дрва, ода по кујчите, чиста, ама никаде не се ни пријавени, ни па нешто добиваат. Нешто, ако домајчино или, например, газата му одреди некоја сума, тоа е минимална, ама со тоа не може тие да екзистира. А друго е кој ќе му течи работниот стаж, друго е кој ќе биде легализирано. Вака веќе нешто се појавува, нешто неубаво, затоа што веќе преминува во нешто, како да речам, како да се изразам, непријатно, затоа што тука е криминалот. Значи, тие се едноставно експлоатирани граѓани.
без никаков надоместок, ќе те викни денеска ќе му работиш, а ни сташ, ни ништо имаш. Понатаму не ти тече, ни сташ, ни ништо. Што си направил ти? Ништо не си направил. Значи, јас апелирам до сите, еве до владава на Република Македонија, нека вистински ова го зема како вистински проблем. Затоа што има полно стечајци невработени, што не зема банка, динар не зема, а се многу бедни. Според искуството кое што им го пренесувале сестринските здруженија од земите членки на ЕУ, домашните работници таму биле во значителна мера регулирани. Таму нема незапослен. Односно, нема денеска ако те викне на работа, тој мора да те пријави. Мора да те пријави, мора да ти плати соодветно толку колку што заслужуваш. Нормално према струката, према образованието, према работата што ќе работиш, али нема без пари, ќе бидеш награден и ќе бидеш презадоволен. Значи ти не страхуваш, една врста не страхуваш за да бидеш, да немаш леб да јадиш. Фактички имаш. И стаж му течи, и пари ќе си земи, и кој ќе се врати вечер дома, ќе си однеси на фамилијата да си ја гледа. Синдикалците пак велат дека овој проблем може да се реши само со прецизна законска регулатива, но и со вистинска одлучност на државата да го реши овој проблем, затоа што барем за сега државата најде начин како преќутно да го дозволува овој дел од така наречената сива економија. Исто така според ССМ, сите работници во Македонија треба да бидат опфатени со колективни договори, вклучително тука и домашните работници. Значи државата од своја страна треба да си го спроведи законот кој што треба да се донеси и да се регулираат овие односи во смисла да се имплементира со инспекцијски надзор, со контроли на работата на овие работници и на други начини кои што му стојат на располагање, се со цел да бидат опфатени во реален сектор. А од друга страна и работниците кои што се во сивата зона практично треба да бараат да имаат регулиран однос, работен однос. Значи сега на одреден начин како да му одговара на дел на работници се ангажирани во тутуно производство, во земјоделие, се во секторот на услуги, во трговијата и така натаму. Значи тие работници треба да бараат работодавачите кои што ангажираат да се они склучат соодветни договори. Ако склучат соодветни договори, тоа што е веќе реална работа, тие подлежат на сите законски регулативи, подлежат на значи на да бидат према нив применети законите, да можат да ги остваруваат правата од работен однос, да бидат пензиско и социјално осигурани. За решавање на овој проблем, Сдруженијето Достоинствен работник од Прилеп, во партнерство со Гласен текстилец од Штип, го спроведуваат проектот Подобрување на работните услови на домашните работници во локалните заедници Прилеп и Штип, кој што е финансиран од фондацијата Отворено општество Македонија. Домашниот работник, значи, со нивното вклучување во системот добиваат заштита, пензиско-инвалидска осигурување, како и останатите работници во другите дејности, но исто така тука има и заштита од самата држава, затоа што Законот за работни односи е дел од Министерството за труд и социјална политика, кој што го регулираат и го напредуваат, така да секој оној домашен работник кој што ќе биде пријавен и добива целосно поддршката, а исто тоа има право да се организираат и во синдикат, кој што е многу важно за остварување на нивните интереси и права. Вона доколку не биде во тој процес, значи тие губат многу, покрај тоа што сите знаеме дека во Македонија имаме работници кои што работат нормално во 8 часа, но сепак по завршувањето на своето работно време имат и како основна друга дејност. Таа друга дејност значи може да биде во делот на домашните работници, но сепак и во друга гранка која што не е евидентирана и тоа се смета како во кругот во полето на сивата економија. Македонија мора да ги има понатака и со зачленувањето на Европската унија, Република Македонија мора да мисли на овие работници затоа што е преку формирање на агенции за вработување или привремени повремени вработување кај што ќе даваат услуги оние кои што сака да има домашни работник во своето семејство, да може преку агенцијата да
да добие одна услуга, а со тоа значи агенцијата на оној што е побарува услугата да им наплати нормално, а со тоа фактички се заштитени домашниот работник, а со тоа им течи и здравствено пензионско осигурување. Во Приглеб се одржа обука токму на оваа тема за поголема едукација за лицата кои се даватели на овие услуги. Според експертите, токму едукацијата и свесноста за постоењето на законска регулатива се едни од начините како да се регулира оваа сива зона. Значи, законската легислатива е јасна. Значи, Законот за работни односи нуди опција за подпишување на договори со куќните помошници, така да едноставно може би треба да работиме на поголема информираност на сите вклучени страни, значи и лицата кои што нели го се нудат на пазарот на трудот во оваа форма, но и лицата кои што истите ги ангажираат. Значи дека постои таква законска обврска и можност да го регулираат тоа, значи преку подпишување на договори за работа во кои што точно се нотира дали тоа ќе биде во форма и на сместување и на храна и така натака. Тука ги имаме и надзорните органи во државата, односно трудова инспекција, во чии рамки се и инспекција за работни односи, за безбедност и здравје при работа, кои што си имаат своји надлежности да вршат надзор над истото. Тука е секако и невладиниот сектор, затоа мислам дека свеста треба да се подигне на повисоко ниво и кај лицата што ги нудат овие услуги, бидејќи ако нели секогаш одиме на принципот на тоа дека ти ако не сакаш ќе прифати некој друг. Затоа говорам за свесност, за почитување на правата кои што ни следуваат при извршување на работните задачи без разлика по кој основ се истите. Од Министерството за труд и социјална политика писмено ни одговорија само тоа дека во подготовка бил нов закон за работни односи, каде ќе се уредело и прашањето на домашните работници, односно склучување на договор за вработување на домашните работници, но не прецизира никакви други детали. Дали конечно државата ќе ги реши проблемите со кои секој ден се соочуваат луѓето како усеиновски, останува да видиме во периодот кој следува. Во спротивно, голем дел од овие луѓе можеби до крајот на својот работен век ќе бидат дел од сивата економија во државава.